возачот со Рики и Кики. Денес имаме многу интересна боенка за вас. Подготвивме дури 4 различни боенки кои ќе ни помогнат да учиме и да се забавуваме во исто време. Во првата боенка ќе видиме еден весел школски автобус кој ги носи учениците на прошетка. Сите се насмеани и возбудени за новата авантура. Во втората боенка ќе ја учиме буквата В. Ќе ја запознаеме формата на буквата и ќе научиме како правилно се пишува. Третата боенка е полна со зборови кои започнуваат со буквата В. Преку нив ќе научиме нови зборчиња и ќе ја вежбаме буквата што ја учиме. И во четвртата боенка ќе го запознаеме бројот 3. Ќе научиме како изгледа бројот и каде го среќаваме во секојдневието. А сега, време е за најзабавниот дел, да ги избоиме сите овие боенки со нашите омилени боички. А овде со нас се Рики и Кики, сепак може да се спомне дека слободно да си ги симнете боенките од линковите што се поставени под видеото. А сега Рики да ни ја раскаже денешната приказна за автобусот и заедно да боиме. Едно прекрасно утро, сонцето што туку изгреало над зелените ридови, а воздухот бил свеж и мирисал на пролет. А патот се виткал низ природата, по некое време се појавил еден автобус. Ама тоа не бил обичен автобус, туку тој бил полн со весели деца кои оделе на излет. Во автобусот децата пеле песни, се смеле и гледале низ прозорците. Во исто време, високо на небото летал голем авион. Во него имало патници кои патувале во далечни земји. А исто така и во тоа мало село имаше една фарма, а над фармата леташе едно мало шарено авионче што го здогледа автобусот и кокошката со нејзините пиленца што ги шеташе низ тревата. Таа ги учела како да бараат зрна и како да се чуваат од опасности. Секогаш бидете блиску до мене, им велела таа. Светот е убав, но треба да внимавате. Во тој момент, малото пиле по име Пико забележало нешто интересно. Мало шарено цветче малку подалеку од нив. Пико се оддалечило од мајка си и братчето. Додека го разгледувало цветчето, не забележало дека се приближува до патот каде што доаѓал автобусот. Во автобусот едно девојче гледало низ прозорецот. Таа била многу внимателна и веднаш го забележала малото пиленце. Па така на возачот му рекло запри го автобусот, оти пиленцето иде накај патот. Возачот брзо закочил. Автобусот застанал точно пред пиленцето каде стоело малото Пико. Сите деца излегле надвор. Девојчето внимателно му пришла на пилето и го земала во раце. Па така му рекло да не се плаши и да внимава каде се движи низ тревата, да не искача на улица бидејќи таму има возила. Во тој момент кокошката и другото пиле дотрчале. Кокошката била загрижена, но кога видела дека Пико е безбеден, се смирила, потоа Пико и кокошката отишле накај фармата. Децата биле пресреќни што му помогнале на малечкото пиленце да не излегува на улицата. Децата се вратиле во автобусот, но сега биле уште повесели. Почнале да зборуваат за тоа како спасиле мало пиленце и како секој може да направи добро дело. А малото пиленце Пико сепак научило дека не смее да шета само и да не иде на улица дека таму се движат автомобили. Децата стигнале до местото за излет, си играле на тревата, собирале цвеќиња и уживале во природата. По некое време сонцето почнало да заоѓа и морале да се вратат дома и така повторно тргнале со автобусот за накај дома. Сите биле малку уморни, но многу среќни. И птиците се враќале во своите гнезда, а фармата повторно станала тивка заради што сите животни се спремиле за спиење.
Во еден момент почнало сонцето да заоѓа и полека да се стемнува. Сите дечиња се качија во автобусот за да си одат дома на спиење и овој ден ќе го паметат дека го спасија пиленцето да не се изгуби и да не се движи на улица, сепак таму се движат автомобили. И овдека ја завршуваме оваа приказна со автобусот и пиленцето Пико. Ова е буквата В. Во оваа боенка имаме големата буква В и малата буква. Оваа буква во македонската азбука е трета по ред буква. На оваа буква ги наброивме зборчињата верверица, вага, вујче, вујна, вода, вазна, воз, виножито. Велосипед. Сега големата буква В ќе избоиме со 3 бои, тоа се лилјакова, црвена и розева, а малата буква со жолта, кафејава и сина. Верверица. Верверицата е мало, брзо животинче што живее на дрво. Таа сака да собира ореви и многу убаво скока од гранка на гранка. Верверицата ја избоивме со кафена боја, затоа што така најчесто изгледа во природата. Вујна. Вујна е сопругата на Вујче. Таа исто така е дел од семејството и многу не сака и се грижи за нас. Вујна ја избоивме со жолта боја, тоа е светла и весела боја. Вујче. Вујче е братот на мама. Тој е дел од нашето семејство и често не посетува и не сака. Вујче го избоивме со црна боја. Вага. Вагата е предмет со кој мериме колку нешто тежи. Со вагата можеме да измериме овошје, зеленчук или нашата тежина. Вагата ја избоивме со зелена боја, за да биде весела и интересна. Вода. Водата е многу важна за живот. Ја пиеме секој ден, со неа се миеме и без неа не можеме да живееме. Водата ја избоивме со сина боја, затоа што така најчесто ја гледаме. Вазна. Вазната е сад во кој ставаме цвеќе. Таа ја украсува нашата куќа и ја прави поубава. Вазната ја избоивме со лилјакова боја, нежна и убава боја. Воз. Возот е големо превозно средство што се движи по шини. Со воз можеме да патуваме на далечни места. Возот го избоивме со црвена боја, за да биде впечатлив. Виножито. Виножитото се појавува на небото по дожд. Има многу убави бои и изгледа како шарена лента. Виножитото го избоивме со повеќе бои. Жолта, црвена, сина и зелена, затоа што е шарено и многу убаво. Велосипед. Велосипедот е превозно средство со 2 тркала. Со него се возиме, се забавуваме и вежбаме. Велосипедот го избоивме со портокалова боја, весела и светла боја. Тоа беа 9 зборчиња за денес, а сега ќе го видиме бројот 3. Бројот 3 ќе го избоиме со кафејава и зелена боја, а буквите 3 со црвена боја. Под нив имаме 3 топчиња и тие ќе ги избоиме со портокалова боја. Здраво, другарчиња! Денес се запознавме со бројот 3. Знаете ли дека има многу работи што се по 3, а тоа се 3 страни на триаголник, 3 агли на триаголник, 3 семафорски бои, црвено, жолто, зелено, 3 оброци во денот, појадок, ручек, вечера
3 тркала на трицикл, 3 мускетари. Позната приказ на 3 прасиња од бајката 3 желби, во многу приказни, 3 основни бои, црвена, жолта, сина, 3 годишни времиња, во некои приказни се поедноставуваат на 3. И тука ја завршуваме оваа епизода. Сега на крај да ги погледнеме 4 избоени боенки, а вие може да си ги симнете и овие боенки како и претходните. Ликовите на овие боенки се под видеото во описот. Една препорака до сите дечиња, доколку сакате може да ги избоите нашите боенки и преку фотографија да ни ги испратите на нашиот Facebook со вашето име и град, и така може да направиме интересно гласање кој избоил најубаво во наредните месеци. До следното дружење, бидете добри и насмеани. Ви благодариме што бевте со нас. Се гледаме во следната емисија. Чао! Thank you.